Понеделник, 24 февруари, кратки вести во 12 часот. Бројни дуќани по Охридската чаршија веќе со години наназад во овој период од годината се облепени со огласи преку кои се бараат вработени, а сликата се повторува и во другите делови на градот. Немањето на соодветна работна сила често се покрива со користење на годишни и колективни одмори, што е само делумно решавање на проблемот. Како најчести причини се посочуваат релативно ниските плати што се нудат, како и големиот број вработувања во поголемите компании кои отворија погони во Охрид и околината. Нефункционалност на државата, неказнивост, концентрација на капиталот во мала група луѓе, нефункционирање на правото, длабока партизираност, огромна администрација се само дел од причините кои покрај ниските плати се наведуваат како главни за иселувањата од градот. Не помалку важна е и белата чума која го десеткува бројот на населението во Република Македонија. Езеро не е море и Охрид не е Солун, но само колку за споредба, еспресо на прва линија во Солун го плативме 245 денари, а на прва линија во Охрид чини 90 до 120 денари. Пишуваат читатели на Охрид Прес околу нивното искуство со цените на угостителските услуги, конкретно во Солун. Охрид важи за еден од поскапите градови во Република Македонија, особено за оние кои живеат во него, затоа што се уште не профункционира системот на сезонски и цени вон сезона. Граѓаните живеат со летни цени во текот на целата година, а константните поскапувања се сериозен удар врз буџетот на граѓаните, кои најголем дел од приходите ги трошат за сметки и основни потреби. Откако успеавме да ја уништиме пешачката патека, се прави обид да се заштити она што остана од неа. Што луѓе сме, коментира познатиот сликарно и влюбеник во Охрид Ѓоко Симјановски на најновите зафати на пешачката патека од мостот кај студенчишта до пред некогашниот хотел Парк, во обид да се заштити од неодговорни поединци со поставување на метални столпчиња. Патеката е едно од омилените места за прошетка на охриѓани и гостите и официјално не смее да се користи за движење со возила, но охриѓани се сведоци дека тоа правило се крши секојдневно, што придонесува за постојани оштетувања на патеката. Ова заедно со делата на неодговорни поединци кои редовно се пресметуваат со урбаната опрема, прави патеката скоро постојано да е во лоша состојба. Времето денес променливо облачно, дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.